Основната цел на проектот, насочена кон поддршка и помош на локалниот економски развој, се однесува на креирање на интегриран, иновативен, кохерентен бизнис екосистем. Додека специфичната цел се однесува на креирање можности за вработување на младите луѓе, пред се дипломираните, преку искористување на компаративните предности на прекограничната област, правенствено со примена на иновативни алати и практики. Сите проектни активности досега беа дизајнирани на начин кој овозможува континуирана поддршка од една страна на малите и средните предпријатија заради зајакнување и потикнување на нивните идеи, со примена ке нагласам на иновативни алати и методи, додека од друга страна помош и поддршка на младите луѓе, на невработените лица, да ги трансформираат нивните идеи во конкретен бизнис, а преку зајакнување на нивните индивидуални квалификации и компетенции. На тој начин, со премостување на јазот кој постои на пазарот на труд меѓу понудата и побарувачката на квалификувана работна сила, веруваме ќе дадеме наш придонес кон намалување на тој процес или тренд на иселување на младите кои во потрага по подобри работни места го напуштаат и овој прекограничен регион таргетиран со нашите проектни активности во останати региони и држави. Всушност и тука ја видовме таа потреба од спроведување на овој проект токму во премостување на тој јаз кој што постои, како што кажав, на пазарот на труд и подготовка на младите кои што излегуваат како дипломирани студенти да бидат покомпетентни на пазарот на труд. Како да го направиме тоа, односно да ги поттикнеме младите своите бизнис идеи да ги преточат во реален бизнис и едноставно да се сконцентрираат во своето место, да го развиваат тој бизнис, да не ни бегаат надвор од нашава земја. Вие доаѓате од универзитетската фела. Како да ги помогнеме, да ги охрабриме или па што сметате, што треба да се направи да ги поттикнеме младите своите бизнис идеи, еве да ги преточат во бизнис планови и да почнат да ги реализираат овде? Па секако ние сме овде прво, еве од аспект на професори на универзитети, да посветиме максимално внимание во нивното едуцирање прво, во нивното стимулирање, сето она што ќе го стекнат како знаење во текот на образованието, да можат да го преточат во практиката, значи и ние самите да вложиме во себе, максимално да ги подготвиме да бидат компетентни на пазарот на труд, и тоа сепак знаеме дека постои разлика меѓу она што се учи теорија и она пракса, и затоа и тука и универзитетите вложуваат многу во спојување на образованието со бизнис секторот на тој начин што се носат луѓе од пракса да можат да предаваат во делот на клиничка настава на нашите универзитети. Понатаму ги слушаме постојано представниците од бизнис секторот што е тоа што тие бараат, значи да се направи спој помеѓу образованието и праксата преку учество, да речеме, на представници од бизнис секторот во креирање на студиски програми, заеднички студиски програми кои што на крајот нели ќе доведат до дипломирање на студенти кои што ќе бидат подготвени да излезат нели како компетентни на пазарот на труд. Исто така она што ни останува како повозрасни постојано нели да ги потсетуваме дека може и овде да најдат добра работа доколку вложат во себе, во своето образование, во своето дообразување, бидејќи нели образованието никогаш не престанува, ние постојано треба да се едуцираме, постојано треба да вложуваме во нас, да ги правиме максимални напори за да ги обучиме и да ги привлечеме да останат овде, да го најдат своето работно место тука. Исто така, нели тука сметаме дека и државата треба да помогне во поддршка на младите, во креирање на политики. Во тој поглед, потребна ли е поголема поддршка, бидејќи младите велат дека имаме идеи, но финансиски не можеме да ги трансформираме во пракса, нели можеби тие средства кои што ги дава државата се мали, можеби треба да постојат многу повеќе кампања, многу повеќе поддршка на младите, многу повеќе работилници, многу повеќе активности кои што навистина ќе им докажат на младите дека тие треба да останат тука. Во секој поглед е потребно повеќе ангажирање на државата во делот на задржување на младите тука. Ние сите сме свесни дека младите заминуваат, сите констатираме дека тие заминуваат, меѓутоа навистина треба многу повеќе да се работи во тој дел. Од страна на сите, да речеме, чинители во тој процес и образовните институции, пред се државата која треба да даде поддршка на овој процес. Бевте вклучени со млади. Иновативни ли се нашите млади во поглед на одредени бизнис идеи? Да, има иновативни млади. Ние бевме, нели, остваривме посети во Грција на млади. Еве денес тука имаме 20 студенти од Универзитетот Македонија од Грција, исто така и наши студенти, и на самата работилница претходно која што се одржа, видовме дека имаме млади кои што размислуваат, кои што знаат што сакаат, меѓутоа само ние треба да ги искористиме нивните таленти.
и да им дадеме поддршка во тој процес и морална, и финансиска, и секаква, за да можат, ако сакаме, нели, да ги задржиме овде.